Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитуван пратеник Балковски, почитувани новинари. Јас тука би искористил прво по однос на репликата да го споменам она што вие го подвлековте некаде во средината на вашиот говор, но само сакам да потврдам дали добро ја сватив поентата или имаме некое поинакво гледање. Вие изјавивте, точно е, со ваквите измени можно е побрзо да се почне градба, но ве уверувам дека проблемите ќе се појават во текот на градењето и ќе предизвикаат дополнителни компликации и проблеми. Доколку е ваква ситуацијата, ние ќе имаме закони кои што сакајќи да ги покријат корупцијата и криминалите од овој договор на Ковачевски и на Груби, ќе имаат една рекламна фаза на брзо почнување на градба и потоа ќе следува проблематичната фаза. Проблематичната фаза во која што ќе се јавуваат многу проблеми секојдневни, затоа што ќе бидат прескокнувани многу сегашни процедури, предвидени во урбанистичките планови и законите за градба, и потоа ќе треба да се решаваат од општините, од институциите и за жал, според договорот, на сметка на буџетот на секоја државна институција. Македонски шуми ќе плаќа за шумите, Агенција за катастар ќе плаќа за грешни проекти, граѓаните на Македонија ќе плаќаат за грешките во овој проект. И втората работа што сакам да ја споменам. До сега беше тука, но се надевам нема да ми забележи ако го споменам што сега пред малку излезе. Имаме двајца пратеници од владеачкото мнозинство. Едниот е Љупчо Балковски, другиот е Бајрам Кадрија, кој што ми реплицираше. Едниот вика ово е одличен закон, треба да помине, другиот пратеник вика овој закон ве уверувам дека не треба да се донесе. На кого човек да му верува повеќе? Не знам што е по струка пратеникот Бајрам Кадрија, но знам дека би подпишал секој закон предложен од Артан Груби, но знам дека по искуство пратеникот Љупчо Балковски има големо искуство во областа транспорт, врски, урбанизам и сите други работи кои што се поврзани со оваа струка. Затоа сметам дека самите вие во владеачкото мнозинство треба да ги послушате пратениците кои што знаат повеќе од тоа каде е канцеларијата на Артан Груби. Благодарам.